со мене во пресцентарот на Цивил се новинарите Зоран Иванов и Љубомир Костовски, кои што ќе зборуваат, се разбира, за истите две прашања, меѓутоа од поглед на од една поинаква перспектива, новинарската, може би ќе кажат нешто поврзано и со медиумите, да се надеваме, меѓутоа овој пат им оставам слободен простор да зборуваат за она што сакаат, односно онака како што тие ја перцепирале 2002 или доживеале поточно 2022 година. Започнувам со истото прашање. Господине Иванов, 2022 година изминува, останува зад нас, што беше она актуелното? Да, благодарам за поканата, ќе се обидам овие 2-2,5 минути да се навратам на овие 365 дена, но главно ќе се држам на фокусот на она што е перцепција на мојот новинарски па и животен интерес, тоа е политичкиот живот во Македонија, политичките партии. 360 и кусур денови во годината, секој ден кај нас, поготово исполнет со многу интересни настани кои привлекуваат внимание од сите области на животот. Нема ништо сега да спомнам, но најмногу се радувам на вестите, на успесите од спортот, од културата и така натаму, бидејќи во овие другиве сектори некако се уште не ни оди и после 3 децении, нели самостојно еден пат. И една работа мене генерално и како граѓани и како проследувач на овие политички настани, главно внатрешно политички, не ми е јасно, овој пат нема да спомнам сега и последиците Украина, агресијата врз таа независна држава и така натаму, ќе задржам на политичките субјекти кои и натаму ги сметам и во овие 3 децении, а и во оваа измината година 22 дека се најодговорни субјекти за тоа што и се случува и убаво, е многу малку. Зборувам на социјален, на економски, на политички план, на интегративен европски план, а многу повеќе процентуално може да одвоиме за тие работи за кои ние граѓаните генерално сме сите незадоволни и како професионалци во професијата, но и како граѓани, нели? Да не зборувам сега и за цени, инфлација и така натаму, за последиците од коверот, од економската, од енергетската криза, ќе си ја плаќаме цената и во дел од таа цена ќе ја плаќаме и во 2023 година. Она што реков за мене е несватливо, еве и во оваа година 2022, што предавници патриоти, тоа се влече веќе 30 години, никој не ја предаде државата, никој не беше толку голем патриот да биде, не знам, Гоце Делчев или Јане Сандовски сега, некој нов. Или Александар Македонски, некој верува, нели, во тој дел од историјата, се е тоа легитимно. Но несватливо е како политичките партии не може да седнат на маса ноќе, дење, него да се договорат за елементарни, круцијални граѓански работи за оваа држава да функционира системот, продолжи партизацијата генерално, не се демонтира делот од тој систем, непотизмот и така натаму, тука и таму афери околу корупција и криминал, извештаите се за мене, барем, тој некаков, каков таков легитимен репер на некаква објективност кога некој други од надвор не наблюдуваат, а тоа се извештаите на Европската комисија, центрите каде што ние, нели, интеграциите каде што се стремиме. И ако зборуваме за граѓанско разочарување и за констатација, тоа е тоа. Значи не кооперативноста на политичките партии да се договорат за 1, 2, 3 реформи. Ние сме лоши во здравството, во услугите, со тие пари што ги имаме, може да биде многу подобро. За образованието не сакам да спорувам, не ми е јасно како после толку порази една реформа не се иструка, па и оваа влада, ако сакаме да констатираме, со овие грешки што последниве месеци излегува во учебниците што доцна, па никој не се сети да рече добро, благодарам на довербата, јас си одам, нели? Еве, не бе доволно добар да раководам со тимот кој ме намести, сакајки или не сакајки. Во таа смисла зборувам, ние сме со многу ниска политичка култура и по мене поразително е што тлее таа недоверба меѓу политичките субјекти, тие најодговорни субјекти кои треба да ги градат институциите, да ги департизираат и конечно вистинските професионалци да дојдат на вистинските места. Треба конечно министрите по мене да се симнат од екраните, да говорат за генералната политика, но нивните министри, сите одговорни по сектори, ако е некој одговорен во Министерство за урбанизам и просторно планирање за, не знам, некоја делница не е направена, тој субјект ние сакаме граѓаните да го видиме каде ја погрешил работата, а министерот нека го држи, нека го негува ако му е партиски другар или роднин или пријател,
но не можеме ние сите да трпиме поради нечија неспособност. Во таа смисла мислам дека и министрите треба да се терат. Нема демократија во политичките партии, без демократија во политичките партии нема демократија во општеството и во државата. Кога спомнувам и завршувам тука за 2022, ова е моја глобална, нели, и првична перцепција, повеќе како импресија, додека политичките партии не почнат самите да се критикуваат своите кадри, кога партиите се на власт, самите да прават рецензија на извршната власт, на министрите, на раководители, на нивните партиски кадри, кои по таа линија дошле на некакви позиции, да располагаат со јавни пари, тогаш нема демократија ниту во државата, но ајде се надевам ќе добијам прашање како и претходните соговорници за 2023 година, па ќе се обидам да најдам една линија оптимистичка. Да сумираме: корупција, непотизам, криминал, отсуство на демократија во политичките партии и диалог внатре меѓу нив и надвор меѓу себе, ако добро ве разбрам, тоа што некако ми се чини ептен црно поминавме на тоа. Билјана, морам да констатирам, имате и 2002. добра меморија, добро сте ги издвоиле поентите од моето излагање и тоа ми се врти во главата. Тие црни точки за 2022 година. Ќе зборуваме и за 2023 година, меѓутоа ќе опрашам господинот Костовски, еве вие сте новинар, вие сте и колумнист, меѓутоа можам да речем слободно и аналитичар, имавте навистина добри и одлични перцепции за состојбите не само во нашата земја, меѓутоа и регионално, како колумнист нели на Цивил медија. Како вие доживеавте 2022 година? Како што пишува во Стариот Завет, да те постават некои 7 години на сиромаштија, на беда, на искранетост, проблеми, па потоа веројатно доаѓаат 7 години кои носат нешто друго. Не ги гледам тие 7 години што носат нешто друго, за жал мислам дека се уште ќе продолжат тие работи. И ние кога зборуваме за нашите ситуации овде, морам да речем дека скоро се што лошо ни се случува, сепак доаѓа од надвор, знаете, со тоа што она фино се калеми на една општа, да речеме, опозициона хистерија, дека овде се е лошо, мислам, се што се случува е лошо, се е негативно, секој ден мора да се оркестрира некаква хистерија, ние сме веќе уморни од таа хистерија, мислам, тоа е просто како да се стварно да би се случува и војна во самата држава, вие имате проблем да стигнете од една точка на друга точка, имате, не знам, блокади скоро секојдневни од различен тип, негативни најави на се нешто. Иако ние, да речеме, јас мислам дека ние во сето таа, сите тие лоши работи за кои би говореле, се случија многу и некои, можда не многу, меѓутоа многу значајни добри работи во ова општество, покажуваме дека одиме напред. Меѓутоа ситуацијата со медиумите кои се буквално под обсада на она негативна мисла, она негативна пропаганда, не дозвола тие да дојдат до израз. Дори стварно имавме навистина добри работи, ева продолжи во медицината, која навистина легло на корупција. Јас се согласувам. Во сето тоа се случи да имаме пионерски потфати. Ние имавме операции на органи од донори кои претходно не сме го имале. Знаете, сега со срцето да веќе продолжи. Почна во 2022, но продолжи во 2021 се продолжи во 2022, па сега веќе тоа се врза со други некои струки, со ортопедијата, со урологијата и така натаму. Каде се тие луѓе, каде се нивните успеси? Дали се виделе вие некој да ги донесе тие доктори, со нив да се прави разговор, да се говори колку е, што се уште треба тука да се направи? Тоа скоро да го нема. Едноставно вие го гледате дека не се случува. Или јас би го спомнал нешто што можеби лично мене не ми значи многу, меѓутоа мислам на државата и значи многу. Признавањето на Македонската православна црква. Колку беше тоа путнато по тепих? Пак буквално да го искористам тој израз. Колку беше тоа ставено, значи, комплетно на маргините. Дури на денот кога тоа се случуваше, кога Српската православна црква, која со векови практично не ја експлоатирала својата супремација во тој поглед на ова подрече, дојде нивна делегација и го јавно ја призна таа црква, вие не гледате во вестите нешто посебно да се апострофира. Дури нешто во последните денови има, меѓутоа од кога се најде некоја личност за која апсолутно се сомневам дека има некаква улога во сето тоа, али припаѓа да актуелна опозиција која тврди дека тој бил значи заслужен за да
Македонската православна црква биде признаена, што самата црква го со јавен манифест каже дека тоа апсолутно не е точно. За тоа може да се најде простор, ме свекате, ако некој го негира. А ова што е уствари историски исчекор, пазете, се работи за векови. Се работи за ситуација кога Охридска архиепископија е немате од 17 век, или основно од 18 век, 787 година, и векови се во прашање, и вие се добиле нешто, и тоа не го гледате. Тоа никој не го рангира, ќе ги видите дрвови анкетите за тоа што се случило добро. Тоа е страшна работа. Тие имавме сега за малце да влеземе во номинација за краток документарен филм со наша македонска режисерка, дали негде прочитавте? Скоро да немаше вести. Јас сега не можам да се сетам на презимето на таа жена, која се вика Кумрија, има необично презиме, е корежисерка на меѓународен проект, заедно со неш Памец, меѓутоа влезе во топ 10, значи сега тие номинации одат во 2 дела, за да биде поинтересно, и влезе во топ 10, значи бевме близко да го повториме успехот од Медена земја. Иначе ова се вика Disturbed Land, филмот за кој за да се потресена земја или како би го рекло, Вознемирена земја е филм посветен на трагедијата во Сребреница, снимане 2 години. И јас, навистина, кога го видов тоа се израдував, не можете да добиете вест, помина или не помина. Јас мислам дека веројатно не помина, меѓутоа ние не можеме да го следиме тоа, тоа се стварно го значајни чекори, да речеме, кои помалку ги гледаме во културата, меѓутоа вие ги немате тие вести воопшто присутни, барем некаде да видите, таму се објави тоа, знаете. Видов, во еден портал. Значи, ние еден од овие официјални медиуми не го кажува тоа. И тоа, вате, создава атмосфера. Ја мислам дека направи ова влада, извршната влада, со сиот товар што го имаше, направи сериозни, големи напори, надчовечки напори. Не можете да ги замислите во многу посилни земји, да речем, по борбата со кризата во енергетика. Ние, минатата нова година, требаше Скопје да остане без парно грејење. И владата ускочи во последен миг и навистина успеа да спаси таа година, тоа може да заврши со сега, со пат на владата и така натаму. Сето тоа е така планирано. И сега имате такви еден случај, можеше да се повтори. И со енергетиката гледа како беше негативна кампања, дека многу ќе поскапи струјата, и еве денеска ни сосема јасно дека ќе има скок на цената на струјата од 4%. Со оглед на ситуацијата на светските берзи, од кои ние многу зависиме секако, ние едноставно сме направиле се да немаме некакви сериозни пореметувања во таа енергетска област. Дури, јас би рекол, во целата таа криза повторно, имате нешто што мора да се каже, и никој тоа не го каже. Имаме изградено фотоволтаични централи за само 4 месеци, од 80 мегават. Тоа е како една хидроцентрала, не матка, како слава, овие други, Света Петка, например, како да се направиле хидроцентрала, ви треба 10 години да изградите таква централа, овде го направите во едно трчање. И тоа такво, со таква една енергија да се направат нешто ново, што дури овие други компании не може да го следат. Да речем, ја би рекол, Еване, која не може да следи. Јас ги гледам овие луѓе што прават куќи сега, сите стават фотоволтаични мали сончеви централи на покривите. И Еване вели, јас не сум подготвена да ја примам таа струја, бидејќи немам соодветни услови да го направам во таков краток рок. Што знаете, тоа е сепак нешто се случува, и тоа се случува многу значајно. Да, значи, вие велите дека можеби половина на медиумите многу добри и позитивни работи останаа не толку забележливи. Едното е во однос на културата и на сцената, другото е во однос на заложбите еве со ветерниците и фотоволтаиците, значи на едно поинакво начин на решавање на енергетската криза. Дали во 2023 година можеме да очекуваме подобрување во тој поглед на медиумите, односно свртување на нивниот поглед на едни поинакви вредности? Во однос на културата, во однос на прашања еве како што се општествено битни, како што е признавањето на автокефалноста на црквата, во однос на зелените агенди и така натаму.
Кои се вашите предвидувања за 2023 година? Многу тешко да се очекува од оние медиуми кои има тоа основна дејност, речеме кои треба тоа да го нешто променат во сопствената политика, не гледам. Веќе знаете тоа така се поделени интересите што тоа не можам да очекувам дека нешто. Ако сега не добила Марк Петрол остане ексклузивен увозник на газ, очекувам дека Телма ќе продолжи својата генерална политика кон владата, која ќе биде негативна, затоа што тоа се не знам. Така се поставени работите. Сега таа е телевизија на Марк Петрол. И тоа се осеќаше во сите домини во последно време во што се случеше во енергетиката. Секој го гледа интересот кој ќе подвижува и не очекувам да не се овие невладени организации да речеме како цивил, ние практично немаме никакво прозорче кон овие моменти кои се релевантни за општествениот развој. Ја гледам сега вчера, например, имаше пресконференција на Уставниот суд, кад Саска кажа некои работи, меѓутоа никој не го кажа она што е суштинско. Во целата таа криза во која се најде Уставниот суд, ја тврдам дека е таа програмирана. Значи, вие изфрлате еден важна институција во државата. И во оној мал период кога имаше барем комплетирање за случаите каде што не е потребно двотретинско мнозинство, ние имаме рекорд постигнал Уставниот суд во решавање на предмети кои биле претходно натрупани и така натаму. И вие сега ги гледате вестите, ги гледате. Тоа парче го нема. Ретко каде некаде ќе го видите, во Цигл ја го прочитам, некаде на порталот, вие не може да го прочитате никаде. Прочиташ 67 случаи за колку имаше 2 месеца кога беа комплетирано со 6 суди. Со 6 суди, односно беа 7, сега се пак 6. И во тој момент успеа да решат. Значи, сепак, нешто се случува, вие не сакате тоа да го пропагирате, ги ставате оние лоши работи кои се сигурно интересни, меѓутоа меѓутоа Мијалков се разбира со целата она афера и се она што сега се случува во правосудството, точно дека го засенува, меѓутоа начинот на кој се прикажува е многу лош, значи се прикажува како да таа е прво грешка, односно пропуст на извршната власт, што апсолутно неточно. Ако вие се обидете како извршна власт да се мешате, сите ќе речат и оние што не следат, речеме, надворешните обзервери ќе речат како вие се мешате во нешто што е трета власт и таа треба самата да си ги решава собствените работи. Тоа се тие елементи кои не го гледам излазот без да речеме барем обстојување на овие мали извори како што се пак ќе речам Цивил, кој е еден од меѓу ретките кои даваат некаква или призма, например, или истражувачка лабораторија, значи имаме ние некои, меѓутоа тие не се тие од кои навистина очекувате дека ќе бидат единствени што треба да ги осигуруваат. Значи препораката за 2023 година генерално до медиумите, огледајте се на помалите како што е Цивил и останативе кои што даваат свој придонес да се видат и оние работи кои што наведу се невидливи. Релативно е да, меѓутоа зборувам за нивната перцепција, не за нашата перцепција. Затоа што зборуваме за медиумите генерално, тука влегуваат и традиционалните национални медиуми, и печатините, радијата и така натаму. Зоран, ајде да ја закружиме приказната со дневно-политичките препукнувања за 2023 година, ќе се вжештат, нема да се вжештат. Ќе се објам најнако со телеграфски и да компензирам и за времето што ни е оставено со колегата Љубомир, беше експлицитен така. Поентираше со многу теми како и со црквата и така натаму, но јас очекувам навистина конечно да се малку да се култивизираме. Радосен сум и како човек и како граѓанин и на оваа моја возраст што конечно во 2022, а и се надевам дека 2023 темата национализам, омраза, не знам, се толку маргинални дека нема да бидат ни предмет на некакви политички, како велиме ние, конфронтации и така натаму за собирање поетички поени. Од тој аспект, јас верувам дека 2023 година конечно Македонија ќе ги почне преговорите со Европската унија. За мене се многу значајни, за сите се надевам, за мнозинството се значајни затоа што малку повеќе ќе се цивилизираме. Сметам на таа бриселска бирократска контрола, сметам на таа меѓународна помош,
во образованието, во правото, во здравството, во тие фондови нивни и така натаму, во демократизација, во одговорност на институциите. Се надевам дека партиите конечно ќе ги трнат рацете од институциите, ќе ги професионализираме до максимум поради нашата потреба, нивната одговорност. Се надевам дека 2023 година и опозицијата, предводена како најкрупна партија од ВМРО-ДПМН, ќе се опамети и ќе престане со, не знам како да ги наречам, небулозни блокади, бидејќи се работи за сите и за нив, и за нивните членови, и за нивните симпатизери, и за нивното убедување дека се за Европска унија, а клипови и така натаму. Една влада презела обврска да потпише договор со Бугарија, друга влада ќе преземе со некоја друга држава за нешто трето. Ние сме на самиот старт. Се надам дека 2023 година ќе го направиме и првиот чекор. Ние сме на патот, на европскиот пат, се надевам ВМРО-ДПМН нема да бидат одронот, ќе си дојдат избори кога ќе се договорат политичките субјекти, ако не се договорат, си има устав, си има закони, се знае кога се закажуваат и кога председателот на собранието ќе ги закаже. Ако се договорат да имаат и утре избори, нека имаат и утре, ако тоа е услов да почнат преговорите, ако се договорат политичките партии. Значи ништо на сила не оди, си има оваа држава устав, прописи и така натаму. Се надам на таа хармонија и се надам на поголема одговорност на политичките субјекти. Ми зема дел од темите околу медиумите Љубомир, но тој одлично ги елаборираше. Јас се надевам дека тие мејнстрим медиуми конечно, кои сепак имаат големо влијание, зад кои стојат големи бизниси и политички некои опции, дека конечно ќе се професионализираат, дека малку ќе удрат главата од зид, дека ќе се демократизираат и самите однатре, дека ќе умеат професионалните новинари да дадат отпор на главните уредници на собствениците, новинарите на главните на уредниците, уредниците на главните уредници, репортерите на уредниците и дека тој ланец на одговорност, на посветеност на новинарството и на етиката поготово во новинарството, дека ќе барем скала 2 ќе се подискачи и се надевам и завршувам дека 2023 година ќе биде година на успешни луѓе и на афирмација на успешни луѓе и ќе биде година во која барем помалку ќе им завидуваме на успешните, а повеќе ќе ги бодриме да бидат уште поуспешни, бидејќи успехот на поединецот е успех и на колективот, успех на колективот е успех на заедницата, на општеството и на државата. Благодарам. Јас се надевам дека 2023 година ќе биде успешна и перспективна и за вас двајца, а ви благодарам многу за вашиот придонес и за вашето учество.